Добро вечер. Вие го следите дневникот на КТВ телевизија, а ова се настаните кои го одбележаа денот. Првите луѓе на Националниот демократски институт во посета на општина Неготино. На средбата детално се разговараше за капацитетите на информатичката технологија во општина Неготино. Вчера градоначалничката на Неготино, Марија Нацева, во својот кабинет оствари заедничка средба со високиот резидентен директор на Националниот демократски институт во Северна Македонија, Дейвид Сил. Потоа со Тања Каробах, експертката за ИКТ и двајца стручни лица за информатички технологии од Националниот демократски институт. На средбата подетално се разговараше за капацитетите на информатичката технологија во општина Неготино, системите на работа и нејзиното зајакнување. Овие програми се реализираат во соработка со Националниот демократски институт, кои што се финансирани од шведската и швајцарската амбасада. Заврши поплочувањето на пристапен пат во населба Брушани на Тиквешкото езеро. Со поплочувањето е опфатена површина од 600 метри квадратни. Активноста е дел од програмата за комунална изградба за 2025 година. Со овој зафат се овозможува побезбеден и полесен пристап за жителите, како и подобрување на условите за живот во населбата. Во тек е реконструкцијата на главната водоводна линија во село Сопот. Како што информираат од локалната самоуправа, овој проект опфаќа реконструкција на водоводна линија во вкупна должина од 4900 метри, со вградување на дуктилни цевки со профил FI100, согласно предвидената техничка документација. Општина Росоман преку Центарот за развој на Вардарски плански регион доби проект вреден околу 35.000 евра. Со проектот ќе се набава цистерна за перење на улици и тракторска хидроулична рака со мулчер и пила за кастрење. Општина Росоман со апликација поднесена преку Центарот за развој на Вардарски плански регион до Министерството за локална самоуправа во рамките на програмата за намалување на диспаритетите меѓу и во рамки на планските региони и зголемување на регионалната конкурентност за 2026 година, доби проект со наслов Модернизација на комуналната инфраструктура во општина Росоман за подобрување на квалитетот на животот и регионалната конкурентност во вкупна вредност од 2.120.600 денари, односно 34.481 евро. Проектот опфаќа набавка на приклучна цистерна за перење на јавни површини со капацитет од 6300 литри, тракторска хидроулична рака со мулчер и пила за кастрење и одржување на локалните патишта и улици. Со реализација на овој проект значително ќе се подобрат комуналните услуги и одржувањето на јавните површини во општината. Општина Росоман продолжува со инвестиции за подобар квалитет на животот и развојот на општината. Земјоделците од Криволак и Тимјаник вчера имаа средби со стручен тим од Министерството за земјоделство. Средбите беа во рамките на кампањата Гласот што го слушаме најдоброто од Македонија, а присуствуваа директорите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Агенцијата за храна и ветеринарство и Управата за водостопанство. Во рамките на кампањата што Министерството за земјоделство ја реализира под мотото Гласот што го слушаме, најдоброто од Македонија, преку директни средби со земјоделците, вчера тимот на Министерството одржа средби со земјоделците од селата Криволак и Тимјаник, на кој присутните имаа можност преку директна комуникација и разговори да даваат предлози, мислења и сугестии до представниците на надлежните институции. На вчерашните средби со земјоделците
Присуствуваа директорката на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Даниела Иротова Лазарева, директорот на Управата за водостопанство, Ромео Тренов, и директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, Оливер Миланов, како и градоначалничката на општина Неготино, Марија Нацева. На лозарите и земјоделците пред се им беше презентирана програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2026 година, како мерки кои што го подобруваат начинот на работата на сите земјоделци. Интерактивната средба со секој поединец, нивните предлози, сугестии придонесуваат за подобра комуникација помеѓу институциите и граѓаните и валоризирање на нивниот труд. Поради продолжените ризици од нарушување на снабдувањето со нафта и нафтени деривати, Собранието денеска на пленарна седница го усвои предлогот да се одобри продолжување на рокот за постоење кризна состојба на територијата на Република Македонија. Со одлуката која претходно доби поддршка и од Комисијата за одбрана и безбедност, кризната состојба се продолжува до 20 јули 2026 година, а ќе почне да се применува од 21 април 2026 година, по нејзино објавување во службен весник. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија поднесе кривична пријава против сопствениците на Алфа ТВ од Унгарија. Како што беше речено на денешната пресконференција пред обвинителството, пријавата е поради постоење на сериозни сомнежи за организирана шема на перење пари, даночно затајување и фалсификување деловни книги. СДСМ поднесе кривична пријава до јавното обвинителство поради постоење на сериозни сомнежи за организирана шема на перење пари, даночно затајување и фалсификување деловни книги. Пријавата е поднесена против повеќе физички и правни лица, меѓу кои и Питер Шац, мнозински собственик на Алфа ТВ, но и управител на Таргет Медија и Алфа Скоп ДОО, поради основано сомнение за сторени повеќе кривични дела. Постојат основани индиции дека во периодот од 2017 година наваму, преку меѓународна мрежа на трансакции биле префрлени околу 2,85 милиони евра од странство кон Македонија, кои потоа завршувале во Алфа ТВ. Дека овие средства биле прикривани преку фиктивни договори за маркетинг и реклами за компании кои немаат реална економска активност на македонскиот пазар. Преку така наречени шел компании се заобиколувале законите за транспарентност на медиумска собственост и финансирање. Финансиската полиција веќе има констатирано дека се работи за сомнителен маркетиншки услуги со цел прикривање на потеклото на парите. Понатаму, основани сомнежи за склучување нелогични договори и внесување невистинити податоци во деловните книги со цел легализација на сомнителен капитал. Накратко, сериозни сомнежи за перење пари преку лажни реклами и сомнителен капитал како извор на финансирање, зашто имало и постапка започната, но која очигледно се држи во некоја фиока. Слободата на медиуми не значи слобода за перење пари, ниту одработување во интерес на странски авторитарни режими. Очекуваме јавното обвинителство и сите останати институции итно и без селективност да постапат, да се обезбедат докази, да се замрзнат сомнителните текови на пари и да се утврди целосна одговорност. Доаѓа времето на вистината, правдата и одговорноста. Пиарот на Заев ги насочи СДС и Филипче да се фокусираат на избори во друга држава, наместо да прават реформи во партијата, рече на денешната пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМНЕ. Пиарот на Заев, составен од Башановиќ и Шчекиќ, ги насочи СДС и Филипче да се фокусираат на избори во друга држава, наместо да прават реформи во партијата. Нелегитимноста на СДС, слабиот рейтинг на Филипче и дистанцирањето на поранешни функционери од партијата ги тера СДС и Филипче да водат антидржавна политика која не им оди во прилог.
СДС и Филипче се толку фокусирани насочени на избори во друга држава, на која нивната сестринска партија освои 1% од гласовите и не си го гледаат сопствениот двор, кој им е несреден и полн со паразити. СДС и Филипче успеаа да се скарат со нивни сопартици, медиуми, новинари, а сега пробуваат да се скараат и со држави или нивни представници во Македонија. Овие антидржавни политики кои Заев им ги предава, а тоа е преточено во соопштенијата и пресконференциите напишани од Башановиќ и Шчекиќ, не им носат добро, туку ги прави да бидат опозиција која на следните избори ќе освои помалку од 100.000 гласови. Безвременските илустрации на големиот мајстор Кондовски представени пред кавадарчани. На отварањето на денешната изложба беа презентирани 82 илустрации за 7 македонски бајки, специјално изработени за издавачката куќа Детска радост. Роден во Прилеп во 1927 година, починал 1993 година во Скопје. Неговиот творечки живот е врзан за Скопје. Кондовски представува уметник чиј опус не само што го одбележува своето време, туку и трајно го обликува развојот на македонското ликовно изразување, особено во 60-тите години на 20-тиот век. Она што го издвојува Кондовски е неговата способност да создаде собствен, автентичен ликовен јазик. Јазик кој ги надминува стилските граници и времето. Како слободен уметник, работел како илустратор, карикатурист и сценограф, а паралелно пишувал есеи, прилози и рецензии за тековни ликовни изложби, активно учествувајќи во критичката мисла и културниот живот. Неговите студиски престои во Париз, како и специализацијата во Италија, како стипендист на италијанската влада, дополнително го продлабочиле неговиот уметнички хоризонт и го поврзале со европските уметнички текови. Во текот на својот развој тој достигнува до стилски прочистени насоки, геометриска абстракција, надреализам, метафизичко сликарство, како и сликарство на символот и знакот. Кондовски успева да воспостави една исклучителна синтеза од една страна внимателно селектирани елементи од средновековната духовна и визуелна традиција, а од друга современи, нонфигуративни и асоцијативни структури. Неговите дела се какотивки, но моќни визуелни мотиви, состави што потсетуваат на сакрални објекти, исполнети со внатрешна напнатост, медитативност и духовна концепција. Неговите слики се простори на тишина, на созерцание, на внатрешен диалог. Во нив се чувствува процесот на филтрирање на визуелното искуство, стремежот кон чиста форма и автономен естетски израз. Денес ја реализираме оваа изложба Македонските бајки во светогледот на Димитар Кондовски, изложба која не враќа во магичниот свет на македонската устна традиција, оживеа преку маестралните илустрации на уметникот. Она што е многу значајно овдека е дека секоја од бајките била застапена со по 12 цртежи, со исклучок на Силјан Штркот, која што е направена за едицијата 92 година и таа е со 10 илустрации. Кондовски ни сите овие илустрации толку систематично, толку сликовито го прикажува македонскиот бит. Вие на секоја од илустрациите можете да забележите мноштво елементи кои што се извлечени од етнологијата, извлечени се од македонската етнолошка ризница и не само од она што е македонска, нели, македонски бит и етнолошки материјал, туку секаде каде што нели се движат јунаците во бајките, а тие патуваат секаде речиси низ светот, Кондовски правел извонредни анализи на ентериерот, извонредни анализи на костимот на јунаците кои што ги представувал. Така што честопати еве сакаме да кажеме дека овој материјал што е денеска пред вас е извонреден еден учебник за историја на архитектура, за историја на костим, за сето она што
толку прецизно го простудирал Кондовски и го распослал пред нас. Во еден од предговорите за едно издание Блаже Коневски токму тоа го акцентира, значи тој напоменува дека Кондовски го распостила чергичето пред нас. И токму тоа еве ни дава можност ние да уживаме во се она што низ овие 82 илустрации преку текстовите на бајките се обидел Кондовски да го прикаже. А сега настани од спортот. Утре од 15 часот градскиот фудбалски клуб Тиквешки ја причека силната Шкендија. Ова коло ќе го одбележат дуелите во кои ќе се решава опстанокот во елитата. Во пресрет на светското првенство, фудбалските лиги ширум Европа влегуваат во завршна фаза и се играат во забрзан ритам. Нема исклучоци ниту за македонското првенство, каде во првата македонска фудбалска лига викендов ќе се играат средбите од 28-то коло. Всушност, ова коло ќе стартува веќе утре, и тоа овде во Кавадарци. Имено утре од 15 часот на градскиот стадион во Кавадарци, Тиквеш ќе го пречека силниот тим на Шкендија. Тетовчани се фаворити во овој дуел, но кавадарчани во минатото коло славеа на гостувањето кај Струга и покажаа дека имаат тим кој може да се носи со секој еден противник. Во вториот дуел кој ќе се одигра утре, Силекс во Кратово ќе пречека Струмичка Брера. Во сабота Шкупи ќе го пречека Вардар, а во борбата за опстанок во Битола Пелистер ќе го нагости директниот конкурент тимот на Македонија Ѓорче Петров. И во недела ќе имаме на програмата еден дуел во кој двете екипи ќе бркаат поени за опстанок. Сепак работнички заради домашниот терен ќе има минимална предност во однос на Арсими. Во последниот надпревар Башкими во Куманово ќе биде домакин на екипата на Струга. Останете со нас, следува временската прогноза. Променливо облачно со сончеви периоди. Во јужните делови ќе има услови за краткотраен локален дожд и појава на ретки грмежи. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од северен правец. Температурата ќе се движи од 11 до 24 степени. Почитувани, тоа беше се во ова издание на Дневникот на КТВ телевизија. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.